псалмистот вели дека праведникот има многу неволи, но Бог го избавува од сите нив. И голема вистина е содржана во мислата, во констатацијата дека праведникот има многу неволи. Воопшто животот на човекот е исполнет со неволи. Животот всушност е едно циклично менување на добро и лошо, на успеси и порази, на победи и неуспеси, на радости и разочарувања. Сакаме и се насладуваме и убаво ни е кога има добри мигови, кога се насладуваме на успеси. Меѓутоа, во животот има и неволи, разочарувања, обесхрабрувања. И кога тие неволи, кога тие неуспеси засегаат области во животот кои се чувствителни, имаат сила да ја буквално стопат сета радост, смелост, сета задоволство. Кога доаѓа неволја во таква чувствителна област, каков и успех да имаме, колку и добра работа да ни се случи, тагата, разочарувањето претопува се. Каква полза или каква ќе ни е радоста, например, од веста дека сме добиле големо богатство, ако во исто време чуеме дека болест не го уништува животот. Разочарувањето од таквата вест ќе ја стопи радоста од добрата вест. Може да го добиеме унапредувањето на работа за која многу сме копнееле и платата за која многу сме копнееле, но ако слушнеме некоја друга лоша вест во семејството, например за нарушени односи, разочарувањето ќе уништи радоста. И бидејќи животот постојано доаѓаат такви неволи во чувствителни области, затоа човечкиот живот е полн со разочарување, полн со обесхрабрување, полн со очај. И вели дека човечкиот живот се сведува само на разочарување и неволи. И вистина, има вистина во сето тоа. И затоа Спрџан, еден од најпознатите проповедници во историјата, единствениот кој е наречен принц на проповедниците, вели, ги нарекува разочарувањата, неволите, обесхрабрувањето кое доаѓа, го нарекува страшниот џин или најголемиот непријател на човечката душа. Тој самиот за себе вели дека во неговите проповеди, во книгата, вели дека бил многу склон на депресии, на разочарување. Тој толку запаѓа длабоко во тие депресии, што имало ситуации во кои со недели не проповедал, отсуствал од говорницата, бидејќи очајот од разочарувањето не му давал сила да го говори Божјото Слово. И оно што најстрашно, вели Спрџан, е што тој џин не си оди, не му здодева да го измачува човекот. Тој џин продолжува да го обесхрабрува човекот, додека не ја смачка целосно верата во него. И затоа Спрџан вели, разочарувањето од неволите, од несреќите, од очајот е најсилното оружје или најдобриот пријател на сатаната. Тој успева преку разочарувањето најлесно да ги оттргне луѓето од верата. И затоа псалмот што го прочитавме, ако е полн со охрабрување, има богата доза на охрабрувачки зборови, е многу важен. И овој псалм Давид и потоа евреите, па и христијаните низ историјата си го запомнувале напамет, ние ќе видиме какви силни охрабрувања има во него, и верните луѓе си го повторувале, си го пееле, си го цитирале во тешкотиите. Зашто внатре има вистини кои буквално ја го демолираат разочарувањето и секој обесхрабрување што може да ни дојде во животот.
За овој псалм да кажеме некои работи, напишан е под формата на акростих. Тоест, има толку стихови колку што има букви во еврејската азбука. И секој стих почнува со буква од еврејската азбука, поред, како што се буквите во еврејската азбука, алеф, бет, делет и така натаму, така и се редат стиховите во овој псалм. Исто така, според уводот што го има во некои преводи, во нашите библиски изданија нема увод кон псалмите, каков што има во некои библии, а тие уводи се земени од раната равинска традиција. И според таа традиција, овој псалм е напишан од Давид, напишан е пред да се зацари. Всушност, овој псалм, според уводот што го дале равините, е напишан како благодарност на Давид кон Бог за избавување што го искусил од царот Анхус. Значи, тој псалм е напишан откако Давид бил избавен од Бог во градот Гет, каде што тој побегнал, барајки помош или барајки спас од гонењето на Саул. Сега, знаете, во еден момент Саул почна да го гони Давид, сакајки да го убие, плашејки се за престолот. Објави награда за неговата глава. Сакаше да го види мртов. Давид бараше да се сокрие и спас побара надвор од земјата од границите на Јудеја. Побара спас во градот Гат, во филистимската земја. Ја ќе го прочитаме тој текст за кој што вели толкувањето дека е контекстот на овој псалм. Значи, во 1 Самуил, 21 глава, од 11 стих пишува: Давид стана и избега истиот ден од Саул и дојде кај гатскиот цар Анхус. Му рекоа на Анхус слугите негови: овој ли е Давид царот на онаа земја? Нели му пееја нему луѓето велејки: Саул порази 1000, а Давид 10,000? Давид ги стави тие зборови во срцето свое и многу се исплаши од Анхус, царот на Гет. Тогаш го измени лицето свое пред нив и се преправаше дека е умоболен пред очите нивни и удираше по вратите, се фрлаше на раците своји и пушташе лиги по брадата своја. Анхус им рече на робовите своји: гледате, овој човек е луд. Зошто сте го довеле кај мене? Зар малку луди имам кај себе, да сте го довеле да лудува пред мене? Зар тој ќе влезе во куќата моја? Значи, може да сватите ситуацијата. До кај стигна во стравот, до каде во стравот стигна Давид. Бегајќи од Саул, барајќи спас од Саул, отиде во филистимската земја. Надевајќи се дека филистимците нема да го препознаат. А филистимците пак се непријателите на евреите, тоест оној непријател кој Давид ги убиваше. И затоа во текстот е спомнато: одат кај царот Анхус и му велат: тука е оној за кого евреите пеат дека не 1000 како Саул, туку 10,000 убивал од нас филистимците. И за да биде ситуацијата за Давид уште понепријатна, тој оди во градот Гат, а тој е градот на Голијат. Од тој град доаѓа Голијат, джинот кога Давид го уби. И кога губи Давид Голијат, евреите се охрабрија и тогаш извојуваа голема победа над филистимците. Така тој оди буквално во кафезот, влегува во кафезот на лавот барајќи спас. Тој е очаен во Јудеја. Бега за да го спаси животот, бега од Саул, нема каде да се сокрие и оди на уште поопасно место во градот Гат. И толку многу се уплашил, се наоѓа во безизлезна состојба, неволјата за него е толку голема, тој почнува да се прави луд. Пишува дека се треска, се фрла на рацете, се удира од вратите, пушта лиги по брадата. И тој човекот кој стоеше пред Голијат и не се уплаши.
Тој е човекот за кој што вели самиот дека како мал се фаќал да се бори со лав и со мечка. Меѓутоа се уплаши од Саул, се уплаши од Анхус и почна да се прави лут. Тој побара, меѓу другото, за солниште во земја каде што според законот не смееше да бара за солниште. Тој за надвор од ветената земја, надвор од земјата каде што е Божиот благослов, и отиде кај непријателите, таму да бара за солниште. Меѓутоа Бог го избави. Анхус рече: овој луд човек не е достоен да стои под мојот покрив. И така, размислувајќи за сета оваа ситуација, нормално да си помислиме и зошто па Давид сега би напишал псалм со кој што го прославува своето избавување, кога тој се спаси, бидејќи се правеше луд. Како му помогна Господ? Има еден момент кој е многу важен, има еден друг псалм за кој што повторно во уводот пишува дека е напишан по тој повод. По повод неговото избавување од од опасноста во Гат од царот Анхус. И тоа е псалмот 56. И ако се споредат псалм 56 и 34, ќе се видат многу сличности. Многу изрази се повторуваат во двата псалма. И едниот и другиот говорат за Божото избавување, за Божото спасение. И едните и другите говорат, се прослава всушност од Давид за избавувањето што го доживува од Бог. Меѓутоа, за разлика од, ќе видиме псалм 34, во кој што има еден голем дел за стравот од Господ, 54-тиот псалм, 56-тиот псалм, се извинувам, во еден дел говори за покаяние. За покаяние. За исповед. Очигледно, кога се случило тоа во Гат, таа случка, и додека бил во темницата, Давид се покајал и побарал прошка од Бог. И тогаш дошло избавувањето. Очигледно, избавувањето не е резултат на сцената што ја направи Давид во царскиот дворец. Од самиот псалм гледаме дека Давид праќа јасна порака. Избавувањето што го доживеав е Божјо избавување. Јас грешив, погрешив пред Бог, го нарушив законот, го извршив престап во законот, бев изложен на опасност, ме фати страв. Во стравот постапував неразумно. Се покајав за тоа и тогаш дојде Божјото избавување. Тоа го гледаме јасно во 56-тиот псалм, дека избавувањето доаѓа откако беше покајанието. А овој пак 34-тиот псалм целосно е посветен на оддавање слава на Бог. Тоа како Бог ги избавува праведните. И има еден дел, всушност, кој го избавува. Самиот псалм е поделен така многу. Мислам, нема јасна поделба, има 22 стиха, меѓутоа тематски може да се раздели. Има делови кои говорат јасно за неволите над праведниците, има стихови кои говорат јасно за избавувањето, и има стихови кои јасно говорат а што е неопходно за да дојде, или над кого е избавувањето. Тоа избавување за кое што пише овде дека Давид не е ветено на секого. Има услов. Условно е избавувањето. Неопходна е богобојазливост, вели Давид. И ќе се обидеме да ги видиме сите овие три точки. Не можеме поред да одиме сите стихови да ги видиме. Ќе видиме трите идеи што Давид ги изнесува во псалмот и што можеме да научиме од нив, од овие што се присутни. Инаку ако сакате, еве неколку стиха кои говорат за избавувањето и тематски го поврзува 56-тиот и 34-тиот псалм. Вели во 3-тиот стих на 56-тиот псалм: кога страв ќе ме спопадне, во тебе се надевам, Севишен. Божјото ветување го славам, на Бог се надевам. Нема да се плашам што може да ми направи човек. Тој се уплаши од Саул, се уплаши од Анхус. Кога беше изван, вели, што може да ми направи човек? Јас се надевам на Господ. Божјото ветување го славам, се фалам за зборот Господов. Во Бога имам верба, не се плашам. Што може, повторува, да ми направи човек?
имајќи го во предвид стравот што го стигна во Гат. Хајде да видиме кои се основните теми. Првото е основното кој го истакнува и тоа неколку пати се повторува псалмот. Луѓето, вклучително и праведниците, имаат проблеми или неволи. Многобројни се неволите на праведникот. Вели во 9. Тоа е првиот дел од стихот. Многобројни се неволите на праведникот. И понатаму говори, нели, дека праведниците се исто така страдалници. Нека слушаат угнетените праведници. Праведниците повикаат на Господ и ги слуша. Нив ги избавува од неволи. Тој е близок со ранетите срце, ги спасува оние со ранет дух. И од тука јасно излегува, јасно се покажува дека неволите доаѓаат до праведниците. Праведниците имаат неволи. Тоа е констатација. Колку и да се обидуваме да го украсуваме животот во верата, христијанството, верата во Бог, праведните луѓе имаат неволи. Никој не ни ветува, никаде нема ветување во Библијата, дека во моментот кога ќе поверуваме во Бог, од тука натаму не очекува една мирна и спокојна пловидба до крајот на животот. Нема такво нешто. Има доктрини од христијани кои ветуваат такво христијанство. Во моментот кога ќе поверуваме, до 120 година, тие веруваат дека секој верник, праведен, треба да живее 120 години, од моментот кога ќе поверува до крајот на земниот живот, нема да има неволи, нема да се разболува, нема да има проблеми со финансии, секи му оди добро. Ова што го пишува овдека Давид, па и она што го гледаме во Библијата, го негира и потврди. Библијата тврди дека праведникот има неволи. Неволи кои можат да обесхрабрат, неволи кои можат да разочарат, неволи кои можат да загрозат верата на верниот човек. Зашто неволите, како што реков, имаат сила да го стопат радоста, да го обесхрабрат човекот и да уништат верата. Дека праведните имаат неволи, примес или доказ се многу јунаци на верата во Библијата, луѓе кои верувале и тоа вистински верувале. Јосиф, оној кој што беше избран од Бог, беше предаден неправедно од браќата, завитливите браќа. Беше продаден во робство, беше продаден на непријателот во робство. И таму во робство, како примерен роб, неправедно беше обвинет за силување, иако тој беше загрозен и остана во затвор неколку години. А ако има некој човек на верата во Библијата, кој што одеше онаму каде што другите не помислуваат да одат и да сведочат, тоа апостол Павле. Сум слушнал луѓе, застапници на просперитетното учење, како велат дека неволите на апостол Павле се резултат на неговата недоволна вера. Ако има човек во Библијата со вистинска вера, тоа е апостол Павле. А тој за себе вели кога пишува на коринтијаните и кога таму го оправдува своето апостолство, апостолскиот авторитет кој е ставен под сомнение. Тој вели на моето тело, вие може да ги видите знаците на мојата посветеност и мојата служба, апостолска служба. Знаете ли како било неговото тело? Тој бил каменуван. И сега не знам што ви доаѓа во глава кога ќе чуете каменуван. Знаете како ги каменувале луѓето? Ги врзувале со раците позади за дрво. И луѓе доаѓале со камења, не со каменчиња, со камења, големи камења. И фрлале кон човекот што треба да биде каменуван и гледале да ги ја погодуваат неговата глава. Можете предпоставите кога ќе се соберат 30 на души и сите носат по 5 камења, тоа се 100 камења фрлени во твоето тело. Ако можел некој да го види апостол Павле како излегува, како изгледа,
како каменуван, сигурно ќе беше избришен од спасението од просперитетните христијани. Каменувањето заврши со негова смрт, меѓу другото, во галатиските цркви, кога беше на неговото второ мисионерско патување. Прво, го изнесоа надвор од градот, мислејќи си дека е мртов. И Бог го воскресна. После тоа како изгледал, не можеме да си предпоставиме. Ако би можеле да направиме рентгенска слика на неговите коски, како изгледале после каменувањето. Праведникот живее во неволи, вели псалмистот. И тоа е вистината. Многу неволи го сполетуваат праведникот. Меѓутоа, Бог го избавува од сите нив. Многу се неволите, но во сите неволи, пишува Давид, доаѓа избавување. Има излез, има спас од неволите. Колку и да се тие на број, од секоја една, од сите нив, нема нито една неволја од која Бог не избавува. Тоа е ветувањето. Не постои неволја од која нема избавување. И гледате во овој псалм колку Давид тоа често го истакнува. Вели, и овдека се подцртани сите зборчиња кои говорат за спасение од Бог. Го побарав Господа, тој ме чу од сите стравови мои, ме избави или ме спаси. Несрекниот вика и Господ го слуша и го спасва од сите негови неволи. Спасува. Ангел Господот се улогорува околу оние кои се боат од него и ги спасува. Кога викаат праведните, Господ ги слуша и ги спасува од сите маки нивни. Блиско е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Господ ќе ги спаси душите на слугите своји и никој од оние кои пребегнуваат кон него нема да биде осуден. И во тој дух е напишан целиот псалм. И очигледно дека Давид, авторот на псалмот, искусил големо спасение. Постојано спомнува, подсетува на избавувањето што го доживел. Врие, буквално, псалмот со охрабрување. И го топи обесхрабрувањето. Затоа, реков, обично кога евреите оделе во војна и христијаните си го пееле овој псалм, зашто очигледна е она војничка сцена. Вели, ангелите прават логор околу оние кои се боат од него и ги спасува. Кога војниците ќе направат логор, спокојни се зашто ангелите околу нив прават логор и ги штитат од непријателот. Сега, така, размислувајќи за овие стихови, за овие ветувања кои што ги дава Давид, кога вели дека од сите неволи избавува. Нема неволи од кој што Бог не го избавува праведникот. И доаѓа реакцијата, може би оправдана, на многу луѓе кои велат, сме се молеле, сме биле во неволи и Бог не избавил. Сме се молеле, сме чекале за избавување и Бог не избавил. Имало луѓе кои биле болни, сме се молеле и Бог не ги избавил. Сме биле во опасности, не се молеле и Бог не избавил. И се уште сме во истите неволи. Како да го разбереме, како да ги разбереме овие ветувања, ако Бог не избавува во секој неволи? Дали е само тоа така за залажување или пак има вистина во овие зборови? И која е вистината всушност? Никаде овдека, во нито една од овие ветувања, во нито еден од овие стихови, не е спомнат некаков временски контекст на избавување. Никаде не пишува веднаш ќе биде избавен. Никаде не пишува каков рок ќе дојде избавувањето. Никаде не се спомнува за Божиот тајминг, за Божото време. Само е ветено избавување. Кога? Тоа е во Божиот план. Избавувањето е сигурно, ветено е, Бог избавува,
Но кога се случува, тоа е во рамките на Божиот план. Бог е надвор од времето и Бог не се интересира од нашето разбирање за времето. Бог не се интересира и Бог нема таква представа каква што ние имаме за времето. Бог има свој план, во неговиот план се е предвидено и се е предвидено да се случува во совршениот миг. И се што прави Бог прави според неговиот совршен план. И избавувањето доаѓа пак според неговиот совршен план. Па и во таквите ситуации кога велиме сме се молеле, сме барале и не дојде избавувањето, всушност избавувањето треба да го очекуваме. Или пак се случило во некоја друга состојба. Да, има луѓе за кои сме се молеле од болести и болеста ги поразила и поради болести се заминале од овој свет. И дали не дошло избавувањето за тие луѓе? Ами тие со болеста ли заминале пред Господ? Конечното избавување на секоја неволя, на од секоја болка се случува пред лицето на Господ, во неговото присуство. Таму нема да има солзи, таму нема да има болка, таму нема да има никакво страдање. Таму нема да има тага. Бог не избавува од една и од друга неволја овдека на земјата, но на крајот на краиштата конечното избавување е во неговото присуство, кога ќе застанеме пред него. И тогаш ќе исчезне секоја неволја. Тогаш нема да има повеќе ни смрт, ни солзи, ни страдање. Затоа, за оние луѓе за кои што мислиме дека Бог не ги избавил, всушност избавувањето дошло преку смртта. Зашто никој нема да се замине од овдека и ќе застане во Божјото присуство со болест и со болка. Таму ќе бидеме совршени. Во совршен мир, во совршена радост. Има една таква случка, вистинска случка, за една група француски хугеноти. Хугенотите се француските протестанти, така да ги наречеме. Меѓутоа, француските протестанти, за разлика од германските, швајцарските, биле гонети од царот. Имало страшни гонења. И затоа реформацијата во Франција не успеала. Затоа нема реформација. Многу од протестантите, хугенотите, побегнале во Америка, таму нашле спас, а пак тоа донело сериозен пораз на француската економија, од кој што Франција не можела од таа криза да се избави долги години, зашто хугенотите пред се биле добри професионалци во своите дејности, како занаечи, како образовани луѓе. Една мала група хугеноти од еден град слушнале дека царот испратил војска да ги убие. И тие преку ноќта побегнале, мажи, жени, деца, старци. Меѓутоа, некаде во близина на градот наишле на река, замрзната река, било зима. И се помолиле. Немало враќање назад, ако се вратиле, ќе биле убиени од војската. И решиле да се помолат и да тргнат преку реката, да поминат по ледот. И ако беше холивудски филм, сигурно ќе поминеа безбедно. А војниците ќе се издавеа во реката. Меѓутоа, што се случило? Кога биле групата некаде на средината на реката, попуштил ледот и сите до еден се издавиле во студената вода. Умреле. И многумина велат, кај беше Господ да ги спаси овие луѓе? Се молеа и загинаа во студената вода. Ами, Бог ги избави од маките. Бог ги избави од неволите во Франција. И тие се таму, во Божјото присуство. Поминале 500 години од тогаш. Тие се во Божјото присуство. Бог избавува. Давид вели, Бог избавува. Избавувањето си доаѓа во Божјото време. Многу се неволите, но Господ избавува од секоја една. Некогаш избавувањето е во моментот кога ќе се помолиме и доаѓа избавувањето. Некогаш поминуваат години. Некогаш избавувањето е во Божјото присуство. Но Бог сигурно избавува. За евреите, за јунаците на верата,
во 11 глава на Евреите пишува сите овие за кои што во 11 глава се изредени, јунаците на верата. Сите овие умреа верувајки, но не добивајки ги ветувањата, туку само оддалеку ги видоа. Им беа дадени ветувања, не ги видоа, оддалеку ги видоа, но не ги добија, оддалеку ги видоа. Но понатаму гледаме дека сите тие во градот, небесниот Ерусалим, градот без земни основи, таму си ги добија своите ветувања. И последното нешто, овие ветувања се наменети за Божите луѓе. Дури и во овој текст што го прочитавме, може да видите дека во секој стих за спасение и избавување се говори за или оние што се унили во духот, или за праведници, или за богобојазливи луѓе, или за луѓе кои што го слушаат Господ. Доаѓа избавување, но само за оние кои веруваат во Господ. И гледате каква разлика прави. Многу се неволите на праведните, но Бог го избавува од секоја една. А која е целта пак на неволите за злите? Злите пак, или злиот, ќе биде уништен од злото. Непријателите на праведните ќе бидат казнети. И сега гледате каков контраст прави Давид. Неволите, многу се неволите на праведните, но тие се за да бидат избавени Бог и луѓето од праведните да го видат Божото избавување во неволите. А пак за злите, неволите служат за нивно уништување. Тоа е разликата. Неволите доаѓаат над секого. Но праведните ќе бидат избавени. Во неволите праведните ќе видат Божјата слава. А злите во неволите го гледат Божјиот суд или Божјата казна. И непријателите на праведните се казнувани преку неволите. И повторно тука пак прашањето. Ама ние знаеме толку многу луѓе кои се неправедни, а кои не страдаат во неволи, туку се насладуваат на успех. Искусуваат просперитет во животот. И богатства, и здравје, и се убаво. И повторно факторот време. Никаде не пишува кога ќе искусат казната. Никаде не вели дека веднаш ќе дојде казната. Како што конечното избавување од неволите е во моментот кога ќе застанеме пред Господ, така и конечниот суд е во моментот кога ќе застанеме пред Господ. Тогаш е избавувањето на праведните, а тогаш е и уништувањето на злите. Тогаш е и казната на злите. Затоа, наместо да филозофираме, како што прават многумина, ама кај е Господ? Зошто Бог на овој добар му направи така, а на овој лош не му прави? Како што ние честопати знаеме да прашуваме и да дискутираме и да спориме, многу најважното прашање всушност е во која категорија припаѓаме. Дали сме од праведните или пак сме од злите? Тоа не е важното. Зашто од тоа во која категорија припаѓаме, ќе зависи дали ќе бидеме избавени, конечно, ултимативно на крајот, или пак ќе бидеме казнати. Судниот ден доаѓа и тогаш има или избавување, или казна. При тоа, ќе го видиме последниот пасус од овој, долг пасус од овој псалм, и кажа што значи се биде праведен. И повторно прашање често пати се поставува. Добро, има толку многу добри луѓе кои постапуваат праведно. Зошто Бог би ги казнил? Добри се луѓето. Праведни се. Морални се. И така натаму. Што значи праведност? Кој е праведен човек? Праведен човек е оној кој врши правда заради Бог. Поради богобојазливост, поради страхопочита од Бог. Дојдете, чеда, послушајте ме. Јас ќе ве научам да имате страхопочит кон Господ. И што значи таа страхопочит? Продолжува.
Сака ли човек да живее и да види добри денови? Нека си го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги. Нека се клони од зло и нека прави добро. Да бара мир и да врви по него. Очите на Господ се насочени кон праведните и ушите негови кон молитвите нивни. Кон кого се насочени очите на Господ? Тој не бара да најде зли луѓе и да казни. Тој бара да најде праведни луѓе и да ги избави од неволјата. Но почетокот на овој пасус, кој е хронолошки, нема тука скокање на стихови, гледате, следате еден по друг. Почетокот е стравот од Господ, страхопочита од Бог. А страхопочита нема да дојде ако немаме вера во Бог. А ако нема вера и страхопочит, нема да има и послушност. А ако нема послушност, нема праведност. А се почнува од верата. Кога Авраам беше прогласен за праведен? Кога поверува на Господ. Тогаш стана праведен. Беше прогласен за праведен. И кога стана праведен, каков стана? Стана послушен. Толку послушен, што беше спремен својот син да го принесе во жртва. Зашто веруваше во Господ, беше праведен. Бидејќи праведен, беше послушен. Нема праведност без вера. И нема вистинска послушност без вера. Нема вистинска праведност без вистинска послушност кон Бог. Стравопочит кон Бог. Во познавањето на Бог, во присуството на Бог, во обштењето со Бог, доаѓа почит и желбата да бидеме вистински послушни. Затоа, овој псалм не е за моралните луѓе. Избавувањето не е ветено на добрите луѓе, но оние што прават праведни нешта. Избавувањето е ветено на оние кои се го почитуваат Бог, на богобојазливите. Зашто богобојазливите вистински живеат праведно. Имаат вистински мотив. Независно тоа, со што се соочуваме, со какви проблеми, охрабрувањето на псалмистот е Бог има избавување. Во секое обезхрабрување, во секое разочарување, можеме да најдеме охрабрување. Читајќи го овој псалм, разочарувањето си оди и верата се зацврстува. И тоа е пораката на псалмот, тоа е молитвата на крајот. Господ да не држи близо до себе, да се држиме здраво до Бог и во секое обезхрабрување што доаѓа, да памтиме дека Бог има избавување. А тоа ја враќа радоста, тоа враќа верата, тоа враќа надежта. Што е да се случува? Бог има избавување. Бог ветил избавување. И Божото избавување сигурно доаѓа во Божото време. А на крајот, Божото присуство, Божото царство, ќе се насладуваме на вечно спокојство, вечен мир, вечна радост, лишени од секакви неволи. Господ да ни даде вистинска богобојазливост, за да видиме навистина праведни пред Него. И да го искусуваме избавувањето што Тој го нуди на праведните, кои што се оправдани во Него преку верата во Исус Христос. Амин.